Значи, тврдам дека никогаш во историјата на оваа држава, не само овие 20 години на независност, дури во оној претходниот период на социјализам или социјалистичко самоуправување, не се случило да имаме власт која што всушност се храни, енергетски се храни себе си, своето владење со поделби меѓу граѓаните и на народот. Од првиот ден кога е дојден на власт, Груевски ги форсира поделбите на наши и ваши, на патриоти и предавници, на верници и неверници, на антички словенски македонци, на транзиционери и природбеници. И веќе на сите ни е јасно дека е тоа негова насушна потреба. Без внатрешна кавга и поделба, тој нема концепт на владење. За да биде тој патриотот, некој друг мора да биде предавник. За да биде тој реформаторот, некој друг треба да биде кочничар на реформите. Значи, премиерот на Република Македонија, најповиканиот да создава консензус и единство меѓу граѓаните во оваа земја е всушност генераторот на најголемите поделби во историјата на македонскиот народ. И тоа е страутна ситуација. Цената што ја плаќаме заради тоа е голема. Меѓутоа, она што мене ми дава оптимизам е дека пак во исто време Груевски со ваквата своја политика ќе го обедини народот, не сакајќи ќе го обедини народот, меѓутоа овој пат ќе го обедини во битката против неговата власт.